Почитувани гледачи на Собранискиот канал, ја следите емисијата која е посветена на третото заседание на АСНОМ одржано од 14 до 16 април 1945 година во Скопје. Оваа година одбележуваме 80 години од неговото одржување и представува еден од најважните историски настани кој го бележи патот на Македонија кон создавање на независна и самостојна држава и завршување на процесот на формирање на сите државни органи на власт. Донесените законски акти и одлуки, донесени на третото заседание на АСНОМ, имаат длабоко општествено и политичко значење во создавањето и уредувањето на новата македонска држава и за македонскиот народ. Третото заседание на АСНОМ, познато и како второ вонредно заседание, се одржа во Скопје од 14 до 16 април 1945 година во просториите на денешната Собраниска зграда. Првите повоени слободни избори, кои се одржаа во март 1945 година, на заседанието беа позитивно оценети. На седниците беа разгледувани извештаите за работата на президиумот на АСНОМ и на неговите поверенства, односно министерства, формирани во периодот меѓу заседанијата. Беа усвоени следните државни акти. Закон со кој антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија се конституира како врховен, законодавен и извршен орган на државната власт на Демократска Македонија и се преименува во Народно собрание. За председател на собранието беше избран Методија Андонов Ченто. Во исто време, усвоен е Законот за избор на влада на Македонија. На седницата на 15 април 1945 година Президиумот едногласно реши да се формира влада на Демократска Федеративна Македонија во рамките на Демократска Федеративна Југославија. Со указот од 16 април 1945 година именувана е првата народна влада на Демократска Федеративна Македонија на чело со Лазар Колишевски. Третото заседание на АСНОМ беше отворено со поздравниот говор на Методија Андонов Ченто. Дневниот ред на третото заседание на АСНОМ беше поделен во две сесии. На првата сесија се разгледуваа неколку точки на дневниот ред: отворање на заседанието, проверка на составот на членовите во АСНОМ, читање на предлог на дневниот ред, како и предлог на измени и дополнување на правилникот за работа на АСНОМ. На истата сесија се изврши избор на неколку одбори на АСНОМ, како што се мандатскиот, законодавниот, финансискиот, одбор за молби и жалби. Се разгледуваа извештаи од мандатниот одбор, извештаи од работата на президиумот, предлог за одобрение за работата за президиумот на АСНОМ, извештај на законодавниот одбор кој го опфаќа предлогот на закон за измени и дополнување на решенијата за конституирање на АСНОМ, како и законот за заклетва на народните представници и полагање на заклетвата. Последната, 11-тата точка, ја опфати оставката на членовите во стариот президиум и избор на нов состав на президиумот. По читањето на записникот од првата сесија на третото заседание, на втората сесија се разгледуваа неколку точки: назначување на нови членови во Федералниот суд на Македонија, извештај на финансискиот одбор со отчет за буџетот, извештај на законодавниот одбор со предлози на закон за донесување на уредба за универзитетот, донесување уредби за високите школи и академиите, предлог на закон за шпекулациите, предлог измени на закон за судот и закон за народната влада на Македонија. Со третото заседание на АСНОМ се изврши поделба на власта на законодавна и извршна, избор на првата влада на Македонија, АСНОМ се преименува во собрание и се донесоа повеќе законски решенија. Членовите во првата влада на чело со Лазар Колишевски подготвија целосна програма со заложби за подобрување на здравствената и социјалната заштита на целокупното население, за намалување на неписменоста, озаконување на азбуката и правописот на македонскиот јазик, за отворање на нови училишта, универзитети, за развој на судството, за демократизација на органите на народната власт, за спроведување на тајни и слободни парламентарни избори. Формирањето на владата на Демократска Федеративна Македонија има длабоко државотворно значење. Владата на Демократска Федеративна Македонија представува прва влада во историјата на македонскиот народ и Македонија,
како република во демократска федеративна Југославија. Президиумот на АСНОМ после 16 април 1945 година продолжи да функционира како президиум на Народното собрание на Македонија со намален авторитет во законодавната власт. Со ова заврши процесот на формирање на сите органи на државната народна власт во Македонија. Одржувањето на првото, второто и третото заседание на АСНОМ има големо историско и државотворно значење. Се формираа првите органи на власт и првите институции во војни услови, се конституираше македонската држава, беа донесени најважните државно-правни акти. Со решението за формирање на држава на македонскиот народ и на сите други националности, кодифицирање на македонскиот јазик, официализирање на државноста на македонскиот народ со право на образование на мајчин јазик, се остварија вековните идеали и идеалите на Илинденската епопеја и Крушевската република. Токму во зградата на денешното Македонско собрание се одржа третото заседание на АСНОМ, кога АСНОМ е преименувано во Народно собрание на Народна република Македонија, а со законот за името донесен на 8 март 1946 година, Демократска федеративна Македонија се преименува во Народна република Македонија. Заседанието има политичко и историско значење, бидејќи се дефинираше иднината на Македонија како рамноправна република во новата федерација во Југославија.